на Канал 8, добро дојдовте. Парцелите на кои треба да се градат кукичките во кои ќе се сместат семејствата од старата касарна се ослободени од плаќање комунали. Таква одлука донесе Советот на општина Кочани, а вкупната површина што е опфатена со проектот е околу 3 хектари. Советот на општина Кочани на неодамнешната 43-та седница донесе одлука со која целосно ја тргна обврската за плаќање на доместок за уредување градежно земјиште, односно за комуналии за изградба на објекти за престој на незгрижени лица со намена А3 групно домување. Станува збор за парцели во близина на местноста Пресечена скала на североисточниот дел од Кочани, при што опфатени се 4 поголеми парцели на земјиште во државна сопственост. На нив е предвидено да се изградат кукички во кои ќе бидат сместени семејствата од старата касарна. Со изгласувањето на одлуката од страна на Советот, практично е добиена и последната формално правна согласност за локалната самоуправа да може да почне со практична реализација на проектот. Општина Кочани претходно обезбеди 7 милиони денари од државниот буџет од вкупно потребните 23 милиони за изградба на нови објекти за домување на 20 на семејства од објектот на старата касарна. Парите се обезбедени во рамки на Националната стратегија за роми за поддршка за општините во кои живее ромско население. Ние како локална самоуправа навистина го навреме го воочивме проблемот и јако проблемот е 20 години и се зафативме со конкретно да го решиме проблемот. Што направивме? Најдовме локација каде ќе изградиме кукички за сместување на жителите што се сместени во касарната, изработивме локална урбанистичка планска документација, ги добивме сите одобренија, направивме проект за изградба и проектот чекаше на обезбедување на средства. Најдовме на разбирање во владата, благодарност до владата што имаше слух за овој проблем и ни помогна, значи вкупно средства ни се потребни 23 милиона да го решиме овој горши проблем. Значи за ова година бидејќи толку средства може да искористиме, ни се одобрени 7 милиона, додека 16 милиона ќе бидат влезени во редовна ставка во буџетот за следната година и очекувам дека овој проблем да го решиме што е можно побрзо, како што и впрочем замисливме и посакуваме сите заедно. Според урбанистичката документација и изработениот проект, објектите за домување на жителите од старата касарна ќе се градат во местноста Пресечена скала. Парцелата е со површина од 2,9 хектари, а со планскиот опфат предвидени се 20 на градежни парцели. Кочанската детска градинка Павлина Велјанова е подготвена за безбеден престој на децата. Бројот на деца во групите ќе биде намален, а за сега ќе бидат опфатени само децата на двајца вработени родители, кои обезбедиле потврда од работодавачите и децата на самоохрани родители. Кочанската детска градинка Павлина Велјанова е подготвена за почеток со работа и безбеден престој на децата во установата. Директорката на установата Едита Миткова информираше дека врз основа на направената анализа од доставената документација од родителите, просторните услови на градинката и протоколите за работа, бројот на деца кои ќе бидат опфатени на ниво на градинка во овој период двојно се намалува. Првично, согласно насоките од Министерството за труд и социјална политика, ќе бидат опфатени само децата на двајца вработени родители, зашто родителите обезбедија потврда од работодавачите и деца на самоохрани родители, согласно со просторните услови и протоколот за работа. Е преполовен бројот на згрижени деца. Секој родител на овие дечиња достави подпишана изјава со која се обврзува да го почитува изготвениот протокол за родители со цел максимална заштита од ширење на COVID-19. Во овој момент вработените во Павлина Велјанова Кочани се на своите работни места и ги вршат сите подготовки за отпочнување на воспитно-образовната година за дечињата од 0 до 6 години. Во сите објекти, 5 што се во склоп на нашата градинка, се врши моментално дезинфекција, чистење, обновување на сето тоа што се вршише во изминатиот период. Според протоколите на Министерството за труд и социјална политика што ги добивме, ние ги прилагодивме на нашата установа и беа препратени во сите објекти и воспитно-згрижувачкиот кадар и техничкиот персонал ги направија сите потребни подготовки што беа. Воспитно-згрижувачкиот кадар беше во контакт со сите родители, чии дечиња се запишани, се евидентирани во нашата установа
и беше дадено упатство дека во моментот нашите групи ќе бидат со намален број според протоколите и дека најпрво ќе бидат згрижени дечињата кои имаат вработени двајца родители и кои работните задачи треба да ги извршуваат на самото работно место и самохрани родители. По извршените консултации со родителите имаше определен период во кој родителите ги донесаа потврдите, се направи анализа, евиденција и во моментот нашите групи се во добројката што беа предвидени со протоколите од Министерството за труд и социјална политика. Миткова побара трапение од страна на родителите чии деца досега биле запишани во градинката, а кои поради намалениот број не можат да почнат од 9 септември, датумот кој вчера го објави Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика како евентуален старт на градинките. Во текот на наредниот период ќе бидеме во консултација и во корелација со сите родители и ниту едно детенце од нашата установа што е било запишано нема да биде оставено, значи натаму доколку протоколите дозволуваат, доколку здравствената состојба дозволува, сите дечиња натаму ќе бидат повикувани или групите во моментот кога ќе имаме можност, услови да биде зголемен бројот и да бидат сите деца згрижени во нашата установа. Но за тоа ќе чекаме понатаму насоки и сето зависи од актуелната состојба што е во моментот во нашата држава. Во изјавата за родителите, најмногу внимание се посветува на сигурноста и здравјето на децата. Родителите ќе мора да почитуваат временска рамка на донесување и земање на децата, согласно со нивните потреби, зашто максимално се заложија од градинката да ги исполнат. Задолжително ќе мора да водат сметка за здравјето на децата и навремено да реагираат и известуваат. Во изјавата е наведено дека само 2 лица ќе можат да го носат и земаат детето, согласно протоколот, при тоа носејќи заштитна опрема и почитувајќи ги дадените насоки од градинката, истакна Миткова. Таа потенцираше дека во детската градинка е изготвен распоред и сите вработени се запознаени со нивните протоколи и одговорности согласно со протоколите. Најмногу внимание ќе се посветува на хигиена и дезинфекција, зашто се обезбедени сите неопходни дезинфекциони средства за чистење, при што на секој влез од градинката ќе биде поставена дезибариера која ќе служи за дезинфекција на чеврите на родителите, децата и вработените. Согласно протоколот во рамките на установата, Миткова информираше дека се изготвени и посебни интерни протоколи кои се однесуваат на различните одели со вработени, меѓу кои и протоколи за воспитно-згрижувачкиот кадар, протоколи за помошно-техничкиот персонал, протоколи за работа на главни чајни кујни, протоколи за лица одговорни за дистрибуција на храна од главна кујна до другите објекти, како и протоколи за лица задолжени за мерење на температура на вработените и децата. Општина Кочани ќе издвои околу 5000 евра од сопствениот буџет за реконструкција на спортските повеќенаменски игралишта. Освен поправката на оштетената ограда, со парите ќе се набавуваат и нови реквизити и опрема. Локалната самоуправа на Кочани почна постапка за реконструкција и обновување на дел од реквизитите на повеќенаменските спортски игралишта во градот и во Тракање и Оризари. За оваа намена планира да потроши сума од над 250.000 денари, без трошоците за данок на додадена вредност. Според техничката спецификација во објавената јавна набавка, ќе се обновуваат оштетените реквизити и придружната опрема на кошаркарското и ракометното игралиште во дворот на гимназијата, спортскиот терен во Бавчелук, како и игралиштата во Ромското Маало, кај Колерски гробишта, потоа на улицата Македонска, кај ветеринарната станица, во Сиви дом и во дворот на основното училиште Никола Карев. Во најголем дел од реконструкцијата станува збор за помали поправки на оградите и оградната мрежа на игралиштата, како и набавка на искршени или оштетени кошаркарски табли и обрачи. Во моментот тече рокот за избор на давател на услугата за реконструкција на игралиштата, а периодот за пријавување на заинтересираните трае до 10 септември. Набавката ќе се реализира во период од 2 месеца сукцесивно, откако ќе биде склучен договор со избраниот изведувач. Општина Виница доби 2 нови возила за собирање отпад, со кои отпадот од општината ќе се носи директно до претоварните станици, па оттаму до регионалната депонија.
Истите ќе помогнат да се стави крај на депонијата во селото Лески. Општина Виница преку проектот набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад во источен и североисточен плански регион ги доби двете возила за собирање на отпад. Проектот е финансиран со средства од ИПА програмата за регионален развој на Европската Унија. Со новите две возила, отпадот од општина Виница ќе се носи директно до претоварните станици, а потоа од таму во село Мечкуевци, каде ќе биде и регионалната депонија. Со пуштањето на употреба на оваа депонија во Мечкуевци ќе се стави крај на депонијата во село Лески, со што нема повеќе да има депонии кои се создаваа непотребно и кои го нарушуваа не само изгледот на тие делови и создаваа грда слика, туку и представуваа извор на зараза за луѓето и околината. Заокружена исплатата на повратот на дел од ДДВ искажан во фискалните сметки на физичките лица за второто тримесечие од 2020 година, информираат од Управата за јавни приходи. УЈП апелира до граѓаните, корисници на апликацијата Мој ДДВ, да внесат точни податоци како би се извршила исплатата на повратот на дел од ДДВ искажан во фискалната сметка. Управата за јавни приходи известува дека ја заокружи исплатата на повратот на дел од ДДВ искажан во фискалните сметки на физичките лица за второто тримесечие од годината. Во месеците април, мај и јуни 2020 година 304.472 лица скенирале 41.650.000 фискални сметки, со што е остварен промет од 21.414.380.000 денари. За ова тримесечие исплатен е поврат од 268 милиони денари на 236.000 лица кои скенирале фискални сметки и кои имаат наведено точни податоци во апликацијата Мој ДДВ. За корисниците на апликацијата кои имаа наведено трансакцијска сметка од Евростандард банка, исплатата на повратот беше стопирана. Истата ќе се изврши откако ќе ги ажурираат податоците, односно ќе наведат трансакцијска сметка од друга банка. Управата за јавни приходи апелира и до граѓаните корисници на апликацијата Мој ДДВ да внесат точни податоци како би се извршила исплатата на повратот на делот ДДВ искажан во фискалната сметка. Најчести причини поради кои не е извршена исплатата се погрешно внесена трансакцијска сметка, внесена трансакцијска сметка на друго лице, а не на корисникот на апликацијата, или е внесен бројот на платежната картичка наместо бројот на трансакцијска сметка. По едномесечно одложување поради состојбата со коронавирусот на падините на Плачковица се одржа втората трка Чупино Трейл 2020. Со почитување на протоколите и мерките за лична заштита на учесниците, се одржаа тури во велосипедизам и рекреативно планинарење. Над 100 велосипедисти и 40 планинари рекреативци од повеќе градови од државата беа учесници на трката Чупино Трейл 2020, што по повод денот на ослободувањето на Виница се одржа на падините на планината Плачковица. Организатор на трката беше Сдруженијето за планинарски спортови Чупино од Виница. При тоа велосипедистите возеа тура со должина од 40 км, додека планинарите се искачуваа до врвот Чупино на 1725 метри. Велосипедската тура беше средно тешка и се возеше на релацијата Виница-Калиманско поле-Виница, поминувајќи низ селата Јакимово, Црн камен, Грлани и Драгобраште. Исто така и планинарската тура спаѓа во категоријата на средно тешки, при што од стартот во селото Блатец се пешачеше патека со должина од 5,5 км и висинска разлика од 1000 метри. Трката Чупино Трейл првично беше планирана да се одржи во јули, но поради состојбата со епидемијата од COVID-19 беше одложена. Во меѓувреме, организаторот ги следел препораките од надлежните институции, па манифестацијата се одржа со целосно почитување на протоколите за заштита на учесниците. Подршка во организирањето на трката дадоа компанијата Мак Прогрес, како и локалната самоуправа на Виница.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.